Почитувани гледачи, во емисијата Утрински печат на Слободна ТВ отвораме нова тема за која ќе говориме. Јас ќе се обидам во воведот на темата да опишам одредена карактеристика за ова за кое што ќе говориме, а вие сигурно ќе се сетите и за кого станува збор. Сликовито, границите на општина Центар би започнале од подножјето на Воднок на југ, од пред манастирот во Капиштец на југозапад, па кон запад Дебар Мало, градскиот парк и кон северозапад Калето, од Тетовска трошарина кон север Стара Скопска чаршија, па кон Крњево и кон североисток преку Вардар кај новата железничка станица Маџир Мало и подесно Ново Мало. Понатаму преку пругата кај старите гробишта денес МВР и долно водно во преградка ќе ја видите денешната општина Центар. Или кусо речено, општина Центар се протега на југ од Тасино Чешмиче, од север до Американската амбасада, на исток од Судска палата и на запад до Буњаковец. Нема жител во Македонија што не ја посетил општина Центар. По тој повод, бидејќи е најцентрална општина или најурбана општина, го поканивме Горан Герасимовски, првиот човек на оваа општина, градоначалникот, кој се обидува да го врати сјајот или да ја направи уште посјајна општина Центар со својата политика и со својот тим. Добар ден, господин градоначалник Герасимовски. Добро утро, добар ден. Благодарам на поканата и на убавото представување и опишување на општината, опфаќање на сите населби и граници на самата општина. Јас се надевам дека во овие 30 на минути ќе можеме на сите граѓани да ја представиме вашата политика на водење на општината и да видиме дали вие сте новото лице на современ, модерен градоначалник кој зборот што го дал пред граѓаните ќе го исполни. По образование сте социолог. Колку ви помага оваа наука во водењето политика? И вие сте социолог, така да јас сум баш помлад колега, секако дека многу ни помага самата образование и наука, инаку сум и магистар и докторант по човечки и менеджмент на човечки ресурси. Млади сме, енергични, со добар тим на луѓе, правиме се од себе да општина Центар биде помодерна и поразлична и иновативна и различна од сите останати скопски и општини и градови на државно ниво. Тоа го правиме изминатава година и половина, така ќе продолжиме во наредниот период во овој наш мандат. Имаме многу проекти кои што и почнавме да ги реализираме, кои што беа ветени дел од програмата, но има уште многу проекти кои што ги планираме во текот на оваа година и на наредните години. Како градоначалник не е тешко да бидете подобар од некој лош градоначалник, независно дали бил во општина Центар или во друга општина. Но прашањето е дали можете да бидете најдобар од најдобрите или да бидете подобар од самиот себе. Кога се зафативте за една ваква функција за вршење за јавната дејност, дали имавте јасна представа сега 2 години после тоа или сте малку разочарани од состојбите што ги затекнавте? Од моето претходно искуство и од она што го имам гледано и слушано дома, поради тоа што и татко ми беше секретар во општина Центар и многу добро ја познаваме и владееме и ги знаеме сите проблеми со кои претходно ги знаевме, со кои ќе се соочиме кога ќе седнеме на функцијата. Не ни е нешто ново, но секогаш има некои работи што не сме ги очекувале. Со кои што водиме борба, има секојдневни предизвици со кои се соочуваме и јас и мојот тим на луѓе. Општина Центар и не е така едноставна општина за водење, иако сите мислат дека е најцентралната и дека немаме многу проблеми со кои се соочуваме, дека тоа е само урбанизмот, не би рекол така. Општината е, како што и на почетокот напоменавте, нема посетено од државјаните на Македонија и сите оние странци кои што доаѓаат на посета во нашата држава, местата кои што ги посетуваат, најголем број се во општината Центар, со самиот број на фреквенција на луѓе, со самиот број на предизвикува и поголем број на метеж, на хигиената треба да ја дигаме на повисоко ниво, тука водиме многу грижа, тука спаѓа и во делот на паркирањето, самиот метеж и фреквенција ствара и проблеми во делот на паркирањето, зеленилото и така натаму. Општина Центар е и ќе биде најбоа општина во државата, ние ќе дадеме све од себе за да го докажеме тоа. Неколку реченици за минатото пред да дојдете градоначалник. Општина Центар како општина беше соочена со политика во која се уништуваше зеленилото, имаше проблеми со
паркирањето или оно што го велиме бесправно паркирање на непотребни зелени површини, уништување на инсталации и така натаму, и то директно беше потикнато од самата општина, бесправна градба. Дали во овој поглед се подобри состојбата во меѓувреме? Водиме грижа, иако не е лесно, поготово делот кој што напоменавте и паркирањето, поради тоа што сме и најфреквентна, има доста возила. Ако пред неколку години едно домаќинство имало по едно возило, сега имаме по 2 возила. Правиме се од себе да ги зголемиме и подобриме капацитетите за паркирање. Секоја реконструирана улица ја правиме и резидентна, за да самите граѓани имаат простор за паркирање. Не многу од поранешните старите згради имаат во самата парцела паркирање, но се стремиме кон тоа да сите нови згради имаат сопствено паркирање во сопствена парцела. Ги тргаме оние клацкалки за да самите инвеститори не представуваат фиктивни паркинг места, туку за секој стан да имаме паркинг место за секој домаќинство. Дополнително преку иницијативи наоѓаме начин да ги подобруваме условите и законите и ги менуваме истите и правиме притисок врз министерствата, се со цел да се грижиме за секоја педа од општината и дадеме се од себе да сите оние цело на државно земјиште остане под капата на општината. Во делот на зеленилото инвестираме многу. Изминатата година поготово имавме многу зелени површини кои што ги разеленувавме. Планирано во текот и на оваа година да продолжиме со разеленување на центар, даваме се од себе да немаме градби каде што има и многу дрва. Нашите вработени пред издавање на било каква дозвола за отпочнување со градба излегуваат на терен да видат дали станува збор за стрмо земјиште, дали има многу зеленило во истото, доколку се исече некое дрво. Искрено лично ги повикувам и самите инвеститори да тоа зеленило го заменат за ново во непосредната близина или во сопствената парцела, се со цел да имаме што поубава и позелена општина. Во подготовката за овој разговор со вас прочитав повеќе ваши изјави, пресконференции и материјали. Утврдив дека како метод што го применувате во спроведувањето на вашата политика е средбата со граѓаните и предлозите. Прашањето до вас, господин Герасимовски, оваа комуникација што ја остварувате со луѓето, знае ли да биде тензична, знаат ли да бидат нервозни граѓаните во смисла на тоа дека не сте завршиле некое прашање благовремено? Дали од друга страна вие нивните предлози ги преточувате во програми, па после година дена, 200 веќе во вршење на оваа функција, се гледа резултатот, тие што го рекле. Како овој метод дава резултати? Па искрено и од самиот почеток, односно и во предизборието, поради, да не речем, професионална деформација, јас 10 години бев во делот на истражувањето, испитување на јавно мислење и најбитно ние и го почитуваме, така и ги креираме и политиките и проектите преку јавното мислење. Уште на самиот почеток направивме многу истражувања. Во текот на изминатата година исто имаме 2 истражувања. Не ни е целта да ги мериме рейтинзите, туку целта ни е да ги слушнеме граѓаните и нивните потреби и така да ги креираме и програмите и политиките за секоја наредна година. Истото го направивме и оваа година, во месец декември имавме и неколку средби со граѓани, каде што отворивме дебатата и поразговаравме во делот на што е тоа што им треба по урбани заедници, како да ги креираме политиките, но и преку истражувањата кои што ги спроведовме на терен, увидовме кои се проблемите со кои се соочуваат самите граѓани во секоја урбана заедница и според, секогаш кажувам, според можностите, односно финансиските средства кои што ги има општината, ги распределивме да во секоја урбана заедница задоволиме дел од потребите кои што ги имаат граѓаните, се со цел да подобро го урбанизираме просторот и да го направиме поубаво место за живење. Во општина Центар нема големи фабрики, ако некогаш биле пред 40-50 години, меѓутоа има огромен број стамбени единици.
Овие стамбени единици привлекуваат луѓе да ги купат становите, со еден збор се менува структурата на населението. Ова прашање го напишав повеќе и сакам одговор како социолог. Дали промената на културолошкиот код, на матрицата на луѓето што доаѓаат во општина Центар, успеваат да се акомодираат или одскокнуваат во однос на она, не би рекле традиција или конзервативен став, меѓутоа да се однесуваат урбано, да се однесуваат центарски. Јас секогаш го земам како пример нашиот начин на живење кога сме биле деца. Јас сум израснат во населбата Капештец и можам слободно да заклучам дека го нема она малцко дружење, играње фудбал мало со мало, дружби пред зграда и така натаму. Сега начинот на живење и функционирање пред се поразличен отколку пред 20 на 25 години. Но и оние станови кои што дополнително се прават, за жал делот, поголем дел од истите се стојат празни, заклучени. Делот граѓаните ги инвестираат своите средства во деловни стамбени простори. Даваме све од себе да најдеме начин да го вратиме на старото, на дружбите од малата, да се познаваат жителите. Да, кога ќе искочиме наутро, за жал денеска не ги знаеме ни соседите и состанарите во стамбената единица, не па во малото, за жал кажувам, но сепак има одреден број на граѓани кои што се дружат во малото, децата ни се дружат, заедно растат и така натаму. Правиме се од себе да го вратиме оној стар начин на живот, да сите оние што се ново дојдени, да ги вклопиме во средината и околината, да бидат делот од луѓето кои што живеат на во одредени мала, но секогаш има, јас се смеам и кај мене во малото, кога ќе дојде некој нов, а оние старо седелци викаат: ти сега дојде, ја ќе се паркирам тука, ти понатаму и така натаму. Но се обидуваме да сите заедно се вклопиме и го градиме Центар и секој мало да биде што поубаво за сите. Во поглед на ова што го кажавте, би го додал следно прашање. Центар е практично центар на државата. Сите административни, политички, економски, културни објекти се во општина Центар. Тоа само по дефиниција ги привлекува луѓето за да завршат работа. Од друга страна гледаме каков е сообраќајот во Скопје, само за ваша илустрација, вие одите со велосипед, а јас одам пешки, односно не возам возило. Потегот од партизански одреди кај соборниот храм до Македонска опера и балет е најзакрчената улица што постои во Скопје скоро 20-30 години. Другите улици се проводни или условно речено условно проводни. Дали очекувате дека нешто може да се направи само на ова прашање, кое постојано се повторува, а мислам дека резултат е преголемата фреквенција, односно поголемиот број на возила? Таа релација ви е почеста, затоа таму ја гледате фреквенцијата на сообраќајот. Инаку пред 10 години, додека бев во агенцијата Рейтинг, агенција за испитување на јавно мислење, имавме една поголема анкета во делот на фреквенција на луѓе, фреквенција на сообраќај и ги знаеме точките каде што е најгусто и најкритично. Тоа е делот на кај Рамстор, тоа е делот па и на Партизанска, иако има 3 ленти, многу често едната лента знаа да паркираат и да влезат во Зегин или да застанат кај пазарчето Боњаковец и таму да се закрчи сообраќајот. Од тука почнува. Да. А инаку фреквентно и на водно, имаме доста поплаки и таму, поради тоа што сега ги користат тие мали едносмерни улички од кисела вода, па се префрлуваат скроз на кај Водњанска и во тој дел настанува сообраќај на гужва и хаос. Во делот на Дебармало е секогаш гужва, поради тоа што тука се поголем дел на ресторани и кафеани. Има повеќе точки кои што ги имаме детектирано и кои што се проблематични за решавање на истите, што подобро сообраќајни решенија, односно ширење на дел на улиците, но за жал ние не ги шириме. Ние обично ги тестуваме поради тоа што ги прошируваме во моментот. Сега и велосипедска патека. Велосипедски патеки, сега на Ленинова го прошируваме и тротоарот, дополнително правиме и велосипедски патеки, така да самата сообраќајница малку ќе се стесне. Целта ни е секогаш и затоа јас секогаш
сакам да бидам прв и да ги поттикнувам нашите сограѓани во општината да што повеќе се движиме со велосипеди, вие рековте се движите пешки, за да фреквенцијата на сообраќај ја намалиме, а со тоа го намалиме и самото загадување, но општината е за жал или за добро не најфреквентна општина во државата, каде што како што кажавте се многу институции, министерства, болници и така натаму, и нормално е да и фреквенцијата и проблемот со паркирањето на повисоко ниво. Не би сакал да ви дам предлог еднаш месечно, да речеме од април до септември, да има ден кога би користеле велосипед, да немаме возила воопште на центар, еве да оставиме на вашиот тим да бидат креативни. Меѓутоа, кога станува збор за сообраќајот, уште би сакал да се задржиме. И со оглед дека не сум, ниту вие сте стручен како сообраќајни инженер, веројатно претпоставувам тоа луѓе го знаат. Дали може да се размисли едно од решенијата да бидат некои улици еднонасочни, бидејќи веќе ги имаме Теодоси Гологанов, Партизански одреди и булеварот Илинден во два правци, практично од Партизанска да се направи кружен тек покрај Судска палата и да се влезе од кај Рамстор, да се оди повторно во Ѓорче. Немаме искуство во тој дел, да. но оваа година и половина станавме и планери, и урбанисти, и правници, Не, јас се оградувам и инспектори. во овој поглед. Така да учиме нешто многу, мора се бара решение. учиме многу и бараме решение. Да, градот имаше во претходните мандати на претходните градоначалници неколку сообраќајни решенија во тој дел, каде што требаше да се прави и Подкален, требаше да се прави од кај Тифани до Народна банка, подземни сообраќајници. Јас сум во контакт и бараме начин што побрзо да се отпочнат оние два кружни текови кај Лимак, поради тоа што таму е се 4 висококатници. Да. Таму има и трговски центар кој што ќе Таа се улица веќе ќе отвара биде тесна набрзо. за тој сообраќај таму. Таа улица во моментов е тесна за сегашните капацитети и број на возила. Трговски центари со Кога хотели. ќе се насели со неколку илјади буквално нови станари и нов трговски центар, неопходно е што побрзо да се отпочне со реализација на двата нови кружни текови за да имаме што подобра циркулација на возилата, поради тоа што ќе биде таму многу фреквентно и ќе биде хаотично доколку истите не се реализираат што побрзо. Господине Герасимовски, од повеќе подолг период би рекол и повеќе примери што ги забележав, имам впечаток дека како никогаш досега се применува законот во општина Центар, а тоа најревносно го видов со вработени од Министерството за внатрешни работи, дали се викаат сообраќајна полиција или некоја слична, која стои на неколку локации во општина Центар и казнува, запишува, не им знам што прават се на граѓаните за погрешно поминување на улица. Дали оваа политика на примена на законите практично ќе издржите или ќе се најдете повторно во ситуација ало, Вујко, овој ме фати, дали може да ми ја скинеш пријавата? Правиме се од себе да ги научиме граѓаните на друг начин на функционирање, да ги заборават оние стари навики и да знаат неградски навики. Дека законот важи за сите подеднакво. Имаме одлична соработка, јас сум задоволен од тоа што досега го имаме сработено заедно со командирот и тимот на луѓе во полициската станица Беко, но често бараме помош од сообраќајна полиција во делот на Депармала, во делот на строгиот центар, поради тоа што и фреквенцијата, поготово и навечер, екипирање на млади луѓе, поготово во делот на Боемска, во делот на Депармало е многу голем во делот на викендите и бараме дополнителна полициска помош за да го подигнеме редот на што повисоко ниво. Во делот на казните може слободно да кажеме дека нема пардон за никого и дека никој не е заштитен. Тоа го покажуваме и константно на терен. Направив и дополнителна комисија под градоначалник која што ги утврдува и самиот процес на градење. Знаете како едно е кога ќе се издаде дозвола, па се прави проектот, па се даваат забелешки, па ги коригираат забелешките за да направиме еден убав проект за реализација на одреден стамбена зграда и слично, за да на терен не секогаш се почитуваат
проектите и се почитуваат законите и затоа таа комисија има за задача да излегува на терен од отпочнување до завршување на и упишување на самата На градина. ова прашање практично ми одговоривте, меѓутоа ќе го надополнам со нешто друго. Ги чита вашите изјави кај што го велите ова дека се прават контроли и ќе бидат зајакнети во наредниот период, се бараат одобрение за градба и со еден збор се бара безбедност при извршување на градежните работи. Меѓутоа во изјавата говорите и за хумано градење. Прво што ми падна на памет, повторно ќе речам, очигледно сте социолог, ретко ова можам да го прочитам кај политичари, да правиме објекти за интерес на луѓето. Дали добро сум ја разбрал оваа порака хумано градење или значи нешто друго? Општина Центар е малку поразлична од сите останати општини. Се обидуваме да го зачуваме и секое зеленило. Наоѓаме начин да имаме што подобри сообраќајници. Да има велосипедски патеки, да има подвижни тротоари за младите, за мајките кои што имаат мали деца да прагаат со колечки. Наоѓаме начин да со тоа и го запазиме во делот на загадувањето, но и да имаме поубави градби и различни од сите во градот. Во делот на хуманоста потпаѓа село, односно сакаме да имаме што подобри услови за и правиме да имаме што подобри услови за живење на граѓаните, иако центарот на градот е густо и изграден со години наназад, останати се уште немногу парцели. Има и секогаш се тема на дискусија парцелите и на Холидеин, парцелите и на Треска, за кои што јас многу пати и говорев и во предизборието и сега, дека таму ќе правиме се од себе и ќе дадеме се од себе да Зборите за имаме локацијата токму порано фабриката Треска? Да, таму се чисти во моментов. Просторот, многу пати ме прашуваат зари ова парче ќе го урбанизирате. Добро. Значи, таму има урбанистички план. Значењето и тежината на урбанистичкиот план е на ниво на закон. Дека идеален не е идеален. Дека баравме начини и бараме начини да ги подобриме условите, односно преку измена на и нов план што подобро го урбанизираме и тој простор, да. Баравме начин, правевме притисоци, но за жал не најдовме начин да успееме во тоа, поради тоа што не зависи само од општината Центар. Преку регулација го одвоивме просторот, но тука застана приказката во градот, каде што треба советнициската група, односно советничките групи и Советот на град Скопје да го издвои тој простор со регулација за да можеме да донесеме што побрзо нов дуб, но за жал тоа не се случи. Во моментов имаме важички дуб, правиме напор да преку средби со жителите кои што живеат таму, со идните инвеститори, направиме притисок што поубаво да се урбанизира истиот простор, иако зградите не се многу високи, се П+4, П+5. Правиме напор да како другите што се бидат сите на сличен начин изградени, со слични фасади, да имаме што повеќе зеленило, подземно паркирање целосно за да во делот на јавниот простор се отвори целосно и да немаме паркирани возила, туку сето тоа да оди под земја. Тоа се нашите заложби и така ќе продолжиме во иднина. Пред да го отпочнеме процесот со издавање на било какви дозволи во делот на Треска, мислам во делот на дозволи за отстранување на објекти, поради тоа што само тие се издадени досега, имавме средби и со јавно обвинителство, и со организиран криминал, и со државен правобранител, за да увидиме што е, докаде било каква постапка дали има за таа парцела и што ние можеме во иднина да постапуваме. Ние мораме да го почитуваме законот. А ако некој мисли дека е над законот, нека проба законот дава на инвеститорот да го направи просторот. Само имавме еден пожар, ако се сеќавате, токму пред една година и неколку денови. После истиот имавме стопирање од сите овие институции, поготово од јавното обвинителство, да се отпочне било каква процедура токму на таа парцела на Треска. Го направивме тоа, неколку месеци се вршеше истрага и увид,
Кога заврши сето тоа, заедно со правниот тим, заедно со урбанистите, ги посетивме сите овие институции кои што ги набројав, за да знаеме што можеме и докаде можеме да постапуваме. Овде сакам да го искористам овој пример и ова што го искажавте, да поставам едно прашање кое ќе ја објасни политиката на градоначалникот, ама и лично на градоначалникот Герасимовски. Меѓу мнозинството граѓани кои бараат зелена површина на одредена локација и еден инвеститор кој бара изградба на таа локација, градежен објект, што превагнува, особено кога вие станувате личноста која што треба да ја промовира таа политика на зелени простори или на развој на општината преку некој објект. Тој не може да биде индустрија, ама ќе биде или стамбен или трговски. И колку моќта во однос на Советот и другите институции, сега во случајот вие можете да го наметнете вашиот став. Неколку пати напоменавме како ги креираме политиките. Така. Тоа е преку истражувањето, односно преку средби со граѓани и сослушување на истите. Секогаш носилка, секогаш ги креираме сите работи преку нивните барања и потреби, но треба да знаеме дека не секаде, не секогаш може да испочитуваме све. Каде што имаме важички дупови, каде што имаме одредени парцели, каде што ви се врзани рацете. Не можеме да ги смениме. 15 дена имаме законски рок по доставување на документи во општината. Во одредени делови, поготово на вакви парцели, кај што правиме увид, правиме средби, разговараме, стојат предметите многу подолбоко, но и самите инвеститори и идни градители се свесни за тоа. Целта ни е да ги задоволиме потребите и на граѓаните, но и што подобро да го урбанизираме простор. Може ли да се очекува промена во однесувањето на жителите на центар и оние што го посетуваат центар како резултат на политиките во сообраќајот, во екологијата и во урбанизмот, уште повеќе да се промени на подобро однесувањето на граѓаните, да немаме, да речеме, уништени клупи во парковите или слично? За жал, Примерно, само како пример со тој проблем се соочуваме секојдневно. Едни викаат камери да ставите, потребни се полиција да ставите. Потребни се проекти преку кои што ќе подигнеме јавната свест во делот на зачувување на јавното добро, зачувување на зеленилото, зачувување на урбаната опрема, зачување на и подобрување на хигиената, поради тоа што тоа е заеднички проблем. Во Швајцарија има луѓе кои носат, условно кажано, обврска, пензионери, кои да го пријават секое лице кое што се однесува несоодветно и одма доаѓаат надлежните да го приведат тој што уништува. Како што гледаме, за да се подигне јавната свест, најдобар начин е преку казните, за жал. Не сакаме да практикуваме, но за жал е преку казните, за да граѓаните се освестат и ги следат сите оние политики кои што треба да го подобрат општеството и да имаме што поурбан и поубав простор за живење. Кога ќе отидеме, јас секогаш кажувам, надвор од границите на државата, многу често знаеме европски да се однесуваме, да запазуваме во делот на хигиената, да не фрламе отпадаци секаде, да внимаваме каде се паркираме и не е скап паркингот. Така е. Ако ќе дојдеме дома, не внимаваме во ништо. Во центар. Да, па добро, мојата дома е центар, кој ќе дојдеме во центар. Не, јас зборам сега за сите што го слушаат. Обично се однесуваме не европски, фрламе не секогаш во кантите, не го запазуваме редот, скап ни е паркингот и често бараме паркинг и неправилно се паркираме, мора да ги менуваме навиките на подобро. Уште едно прашање поврзано со урбанизмот за кое што многу се зборуваше, тоа е локацијата кај Holiday Inn. Што бидна? Ќе бидат ли 40 катници таму или ќе бидат 4 катници? Не, таму се 3 згради, едната беше веќе дадена правосилно за градење уште през да дојдам јас и за истите згради разговаравме со одредени институции за да знаеме што можеме понатаму и таму да постапуваме, дали има одредени предмети што можеме ние како општина понатаму да правиме со таа парцела, односно со тие барања кои што почна градбата таму, се гледа за стига, да, таму се 18 катници. 18. Во моментов е дадено дозвола и за втората зграда која што ќе биде банка. Отпочната 3 отпочната е со градба. Правиме притисок да таму имаме што повеќе зеленило и
урбанистички да се среди убаво просторот. И јас многу често знам да кажам дека и го разгледуваме и велиме тоа дека ние како општина не сме истражни органи. Како е купена одредена парцела, дали е приватизирана, дали е дооформена и така натаму, ние постапуваме по документите кои што се доставени во општината. Ако не постапуваме по истите, можеме да го прекршиме законот. Так. Во делот на тоа како е се стекнал некој со некоја парцела, има истражни органи кои што треба да го гонат тоа. Кога ја започнавме емисијава, односно разговорот, свесно и намерно ја опишав локацијата на општината за да може гледачот да разбере за која површина станува збор. Меѓутоа, тој опис имаше функција во делот на следно прашање, е поврзано тоа. Дали може општината, кога ќе дојде одреден инвеститор, како што е вообичаено во европските градови, да се гради, ако сака да гради стамбен комплекс, ако сака да гради деловен комплекс и слично, општината да му понуди, а тоа се да биде нормално во ДУП или во плановите направено, да не доаѓаме во ситуација конкретно во строгите централни подрачја на општина центар да се градат објекти кои онака не стануваат функционални. Овде зборувам дека општина центар има веројатно големи локации на кои што може да се градат овие објекти. За жал немаме, Нема. а и за добро. Не само за жал, мислам дека и за добро што немаме. Густо е населена општината, има уште многу малку Овие покрај Вардар, овие покрај државни локации кои што се останати, гледам мислите да ги правиме во зелени, во зелен појас, има дел приватни, дел државни, тие што се државните обично ги правиме или игралишта, или паркинг простори, или зеленило. Убаво ја опишавте и територијално општината и границите, но малце сме пошироки, не сме до судовите, сме до изгиби, сме дели улицата. Тоа ми беше добар ориентир заради гледачите. До Бојаковец сме до да, малку податок. И малку до пластичарска, Се шалам сега. Преубав беше описот искрено во самиот воведен дел. Јас сакам да прашам сега уште 2-3 прашања пред да го завршиме разговорот. Дали имате соработка со други општини од Македонија и дали имате меѓународна соработка и како ја представувате општината во тој поглед? Соработка со суседните градски општини имаме, јас сум дел и од управниот одбор на ЗЕЛС. Имаме често и состаноци. Има ли заеднички проекти или и соработка и се усогласуваме поради тоа што тука нема политика, тука има интерес на граѓаните или функционирате или не функционирате. Заедничка цел е да направиме што повеќе во интерес на граѓаните. Јас често кажувам дека да, поддржан сум од одредена политичка партија, но при седнувањето во општината работиме само во интерес на граѓаните и за нивните потреби. И соработката со градоначалниците, да се навратам на прашањето, е на високо ниво. Заедничка е борбата и во многу проекти, во делот на образованието, во делот на имавме многу состаноци, заеднички ставови во делот на проблемите со електричната енергија и помошта која што треба да ни ја додели владата и така натаму. До сега сме сложни и имаме соработка на високо ниво. Во поглед на соработката со други општини надвор од Македонија, дали имате желба? Имаме збратимување. Да, имаме сега одреден проект со Стариград, општина централна во Белград. Имаме одредена донација на сквер која што набрзо ќе биде остварена. Контактите и соработката е на високо ниво. Имаме покани за збратимување и со други општини од други држави кои што во текот на оваа и на следната година ќе ги реализираме. Да бев сега професор Черешев, колега, дајте индексот, положивте. Господин Герасимовски, ви благодарам за овој разговор. Се надевам дека јас не бев истражен орган да ве прашам за тековните работи, тоа ќе го оставиме други да го прават. Намерата ми беше да биде политиката на општината представена на сосема поинаков начин. Мора да го споменам, ме подсетивте на студентските денови и на првиот испит кој што го полагав кај професорот, почитуван професор Илјо Трајковски, верувам дека го затекнавте. Мене ми е колега, фактично. И вие, така. И исто беше муабетот, поради тоа што тогаш седевме по тројца напред во клупа, се мешаа прашањата, а позади нас слушаат другите. Седеа сите колеги студенти за да слушаат кој како одговара, за да дојдеме до тоа, дај колега индексот и јас велам,
професорот Илјом вика, Герасимовски вика, имаш осмица да прочиташ уште нешто да доеш за 3 дена. Викам, професор, јас сум презадоволен со осмицата, за почетна оцена. Може да ни ја ставите осмица да видите. положам. Ме подсетивте на младоста. Благодарам за разговорот. Се надевам дека ќе имаме можност и повторно да се видиме. Еве да оставиме од овие проекти што се почнати да ги видиме резултатите. Следно ќе ве следиме, така да речам, на Facebook и на вашата страница што ја имате, се во интерес на Општина Центар и на граѓаните што живеат во неја. Ви благодарам на поканата, се надевам на брза средба, поради тоа што имаме доста проекти кои Па да стигнеме да ги промовираме. сакаме да ги промовираме, верувам дека ќе имаме можност на тоа. Благодарам. Почитувани гледачи, беше ова интервју со Горан Герасимовски, социолог, меѓутоа сега уште и сегашен актуелен градоначелник на Општина Центар. Ја слушнавте генерално политиката за која се залага, да ги очекуваме и резултатите покрај овие досега.